Радио Визија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радио Визија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. По етерот, канал 77, Ноќен експрес. Со нашиот прводител Столен Алмов и дополнителен заменик водител Оливер Петрица Рачини и вториот дополнителен заменски водител Зоран Гега Маđовски, задолжен за андерграундот, социјалните мрежи. За се сум задолжен јас. Што вели андерграундот дека сум денес? нешто како вајс премиер или нешто не заменски, а уствари па вице премиер заменски. Вајс президент За моите андерграунд варијанти. Гега Пенс, што ви се рекла. Добро вечер. Да му честитаме на Трамп, или? Па секако. Победник. Како е? Добро е. Тивко е. Со нас во студиото имаме Тивко беше. Види, многу е добра темата денес е погодена. Во понеделникот имавме, нели, синдикалци, мака, сиромаштија, работници и така натаму. Денес темата ни се богатите. Тоест најбогатите политичари. Не случајно Трамп го споменавме. Так. Трамп доаѓа од бизнисот во политиката. А Хилари Клинтон важеше за политички естаблишмент. И тука треба да се бара причината. Да беше Сандерс, вела дека можеби немало да биде ваков резултат. Имаше Или, еден... да беше Сандерс, пак ќе беше ваков резултат, затоа што на американците им требаше некој како Силвио Берлускони. Која серија од Југославија го имаше она ШББ, КББ? Но тешко тоа да се определи сега од оваа временска дистанца, можеби од некоја друга, ќе видиме. Значи темата ни е политичарите се богати луѓе, буквално така. Во Македонија. Не секаде, или секаде се богати. Имаме доста интересни податоци, имаме статистика и имаме интересни гости. Миомир Серафимови, новинар колега, чија што специјалност е истражувањето, црната хроника, социјалата, животот, политиката, се што е црно во било кој сегмент на животот, така? Да, и Обама, например. Нешто убаво си напишал. Како Берлускони е, во стилот на Берлускони, Миомир вака ни одговори. Нешто убаво си напишал во животот, некоја позитивна вест, така? Или се лоши ситуации? Дали сум направил јас? Не, дали си напишал? Па то дали мислиш дали сум направил? Па сум правил како не сум правил. Се не ми текнува. Богати ли се политичарите во Македонија? Да, тоа е добра вест. Дека се богати. Ама не се задоволни колку што се богати, па се обидуваат уште да се дообогатат. Имаме богати политичари, сиромашни граѓани. Значи, добра вест е за политичарите, за граѓаните. Желал, вие често истражувате со скуп, нели, каде одат парите на граѓаните, кои се тие текови, дали Белизе, дали Швајцарија, дали ваму, дали таму. Твоја оценка? Докај се стигнати нашиве политичари? Дали се блиску да влезат на некоја листа или... За разлика од Трамп, кој што како богат влегува во политиката, кај нас е обратното. Влегуваат сиромаси во политиката, излегуваат милионери. Имаше Тоа е, не знам, можеби треба да се стави како индустријска гранка политиката. И да се пресмета колку е обртот во политиката на средствата. Јас имам некои имаме голем пораст на индустријското производство. Покажуваат некои 15 милиони, значи лани имало обрт во политиката. 15 милиони евра. 15 милиони во Македонија. Тоа Тука што се е и пријавено. плати, и патарини, И и... не знам лани дали имаше избори. Лани немаше. Немаше, 15 милиони. Имаше обиди за избори. Обртот во таа област. Во неизборна година. Неизборна година. А во изборна? Што значи дека е индустријска гранка. И Тоа е квалитета. тоа е најдесен начин И не како да примаат, се не примаат странски инвестиции во таа индустријска гранка.
Не верувам. Или ретко се случува. Една интересна работа се колегите можеме да ги прашаме, бидејќи анализираат не само локално, туку и регионално и глобално. Интересно е на листиве што ги гледаме на најбогати политичари во светот, интересно е дека многу малку има од оние земји кои што ги сметаме за навистина консолидирани демократии, но не од најсуров капиталистички тип, како што се Америка, Англија, Франција, Германија, туку е да зборуваме за Шведска, Финска, Норвешка, но овие листи речиси, не речиси, туку нема. На најбогатите нема политичари. Да. И како што е по-неконсолидирана демократијата, толку повеќе милиардери има меѓу политичари. Петри, зашто користиш еуфемизми, консолидирана, Па, консолидирана? веродостојни избори? Не постои демократија, кажи. Не, има демократија, ама малце. Ајде се. Не ме зборувај као политичар, кажи тука јасно и гласно што имаш да И кажеш. морам ради ад коктелот од Батестов. Наши Што си мислите вие, колеги? Дали ова вака? Мислам, колку влијае тоа судот на јавноста, притисокот на јавноста, земји каде што има силни институции, каде што за една авионска карта плюс се даваат оставки. Знаеш што, во тие земји што ги спомнати Петрит, таму значи се плашат политичарите од судот на јавност. Значи се дава оставка само да Обичен се ручек. завршува, да, обичен ручек. Се завршува кариера на еден политичар како што е Хелмут Кол, кој ги обедини двете Германии, херои на германците, се дава оставка само за непријавена донација. Не злоупотребена донација, непријавена. И затоа кај нив немаме во тие ранг листи политичари кои се богати луѓе. Бизнисот кај нив, бизнисмените нормално дека влијаат врз политиките на властите таму, но има некое партнерство помеѓу политиката и бизнисот. Тука нема граница помеѓу политиката и бизнисот. Значи, тука сме сведоци дека политичари преку трети луѓе, преку блиски до нивните фамилии, ги поседуваат речиси сите столбови на индустријата, на економијата на земјата. Значи, Немаме таа граница до каде политиката завршува и кога почнува бизнисот. Се е сплеткано. Да, имаме интересни согледувања од луѓе кои се во политиката, луѓе кои се аналитичари, и токму тие тоа го забележуваат. Политиката е највносен бизнис во Македонија и можеби е Најлесен начин да се дојде до имаше првото една милионче. парадигма, види го Потоа, пред 3-4 години, после пред првото милионче пред да стане пратеник, дојде со бели чорапи, со речиси со опинци, Со точак и со штипка. со штипка, излезе со Мерцедес. Знаеш што мислам кај нас, еве на пример кога ќе гледаш политичарите, односно функционерите располагаат со државен буџет кој е за нареднава година точно колку е меѓутоа 3,2 милиарди евра, на пример. Да. Они располагаат со толкави пари, значи ги распоредуваат. Има друга некоја има компанија во Македонија, корпорација единствена која има, да кажеме, толкова производство или толку Не, пари. обрат не прават, да, приходи. Значи ние имаме околу Македонија според нели тие најоптимистички пресметки има бруто домашен производ од околу 9 милиарди евра. Третина од тоа е во буџетот со кој располагаат на малку нејасен и не толку транспарентен начин одредена група на луѓе кои ја добила моќта преку таа демократска алатка избори. Сега колку е тоа демократски, колку недемократски да не е. Добро е. Меѓутоа нема друга компанија, на пример нема друга компанија во Република Македонија или корпорација која произведува толку, има толку за трошење. Ете, тука се гледа, значи има Па добро, има огромни и други средства. мали економии во Европа, но Меѓутоа имаат многу поголем, да кажеме, многу поголем бруто домашен производ и не е соодносот. Сега не го знам тоа, меѓутоа соодносот не е 1/3, не е 1/3 од бруто домашен производ, не е буџет. Да, интересна е оваа споредба. Многу помалку пари како проценти
одат во тоа, во тој дел. Значи сега не знам Луксембург колка му е. По тие параметри сме скапа држава, голем е зафатот од вкупниот бруто домашен производ. Сега не можеме прецизно да кажуваме колку се тие суми во другите држави. Меѓутоа во поразвините сигурно зафатот е многу помал во однос на тоа што го зафаќа државата, апаратот, администрацијата. Тоа зборуваме само за државниот, за републичко, значи за тој буџет, не ги су локалните кои исто така со секоја година, како студи секоја година. Натаму општинските локалните буџети се поголеми. Поготово на оние општини или на градот Скопје, оние поголеми општини каде што има повеќе луѓе, каде што се вртат повеќе пари, се гради, каде што има големи фабрики, фирми. Значи, влеговме во темата, политичарите се богати луѓе, не е прашање, тоа е констатација. Колку тежат македонските политичари, тоа е веќе прашање. Влегуваат во политика за да се збогатат, како да се обезбеди сигурен увид и контрола во нивните приходи, обезбедување цврсти механизми и систем за управување со јавните пари, кој ќе оневозможи лесна злоупотреба. Дали зголемувањето на платите на функционерите е решение или тоа ќе зголеми цената на корупцијата? Комисија за борба против корупцијата, имотните, анкетните листови, единствена трага која води до тоа со што навистина располагаат политичарите во Македонија. Ке зборуваме за романското искуство. Лаура Ковеши не посети, беше тука во Македонија, интересни беа нејзините изјави. Уште поинтересни се согледувањата искуството што го доживеа, например, при посетата на тие институции, меѓу другото институцијата на Ковеши, Миомир Серафимовиќ во Романија, специјален обвинител, специјални институции и така натаму и така натаму. Имаме еден интересен квиз за слушателите. Тие кои што редовно се јавуваат, добиваат подарок. Подарокот е карикатура, оној најстрекниот или најстрекните ќе ја добијат. Вечерва квиз прашањата се следни. Слободно може да се јавуваат слушателите и да пишуваат на Facebook, на Twitter. Кој е најбогат политичар во Македонија? Убаво прашање. Второ, јас сум богат како секој втор бизнисмен, рече Јупчо, рече Бранко, Никола или рече Јуве. Ако политичарите тежат колку секој втор бизнисмен, колку тежат бизнисмените во Македонија? Прво, или по да, многу повеќе од секој политичар. Второ, колку секој втор политичар. Трето, помалку од секој политичар. И четврто, нема разлика, политичар е исто што е бизнисмен во Македонија. И последното, да, одговорете со точно или неточно, најбогат градоначалник според пријавените анкетни листови, односно имотни листи, е Радко Димитров, градоначалникот на Кочани. Точно или неточно? Може ли едно бонус прашање? Може. Кој е побогат, Путин или Трамп? Ајде сега. Да, интересно. Значи може да се јавуваат на 397 727 397 707, повикувачкиот број за Штип 032. И се разбира, доколку имаат некои бонус информации, може да ги кажат во бонус плюс од оние информации кои што ги декларираат во имотните листи. Така, супер ќе им дојде дека една од можностите да се биде дел од ова издание на Ноќниот експрес е со пишување коментари на зидот на Facebook профилот Радио мрежа Канал 87, на Twitter акаунтот Канал 87, а и ова ноќ функционираме со хаштагот Ноќен експрес. Таму овие прашања што Столе сега ги кажа, можат убаво слушателите да ги прочитаат и да стават свој коментар. Значи, јас да подсетам, правевме пред 7-8 години на ниво на година нај листа на Канал 77. Меѓу другото, правевме и листа на најбогати македонци. Секојаш во врвот беа Штерио, Минчо, Трифо. Последната година почнаа да се пројавуваат политичарите. Меѓу првите кои што високо котираше во таа анкета што ја правевме со слушателите, со новинари, значи и со специализирана публика, новинари, суди, уметници и така натаму, културни работници. За прв пат почнаа да се појавуваат Јупчо, Јубе и Бранко. Последната година која правевме анкетата. Сега доколку би се правела таква анкета, јас мислам дека овие бизнисмени, ретко кој би ги споменал, сите би се фокусирале на политичарите. Тоа е моје мислење. Реклами? Да, реклами. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат,
Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, свати на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го сврдите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк. Готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Yellow Pages, единствен дигитален онлайн каталог со информација за секоја ситуација на yellowpages.com.mk и апликација за Android на Google Play. Објавете годишна реклама за вашата фирма, се поставува и менува веднаш. Добивате и бесплатен листинг на глобалниот сајт Yellow Pages World Family. Ноќен експрес. With a freight train, run into your
Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Мене ми се наиндикативни последно време нови фаци кои што се појавија така со значителни суми и со значителен имот. Председателот на судот Панчевски, многу станови, кредити. Понатамо сега директорот за јавна безбедност, ранеше министер, беше дополнителен период Чавков. Оливер Спасовски интересен да види нешто има од СДСМ и мене ми интересен Диме Спасов, например. Тие премени, како ги прават, ми имаме специализиран си за таа работа, Джејо. Еден месец е дополнителен, после тоа станува министер 2-3 месеци, а пак се враќа. Постојано дава имотни листови, така, анкетни листови, нови и нови. Има ли разлика во тие кратки периоди во имотот на овие луѓе што ги споменавме? И баш ме интересира дали два пати анкетен лист поднесуваше Оливер Андонов. Беше еден ден министер за внатрешни, па го сменија, па после го јавнува дополнителен. Така, многу интересни ситуации. Да, за Андонов не сум проверил, знам дека има имотен лист тајно, не проверил толку. А например, за Диме Спасов беше интересно бидејќи нели беше актуелен минатата недела, цела недела и кога се обидов да го проверам анкетниот лист, например, може да се види дека на сајтот на антикорупцијската комисија, на стариот сајт, бидејќи во меѓувреме е сменен, ставен на нов сајт и малку потешко треба да се доаѓа до анкетните листови, не знам зашто не сум проверувал. Значи, стојат и двата анкетни листови. И како министер за труд и социјална политика и како дополнителен заменик. Чекај, Милмир, поправиме ако грешам, но Спасов беше и функционер во Агенцијата за млади и спорт. Добро, он беше Агенција за млади. Тој анкетен лист го нема? Значи, да, го нема. Значи, според македонските правила на игра, поврзани со тие анкетни листови, по завршувањето на мандатот, односно кога некој функционер при се даде оставка ќе биде сменет, односно ќе напушти функцијата, во рок од 30 дена е должен да достави нов анкетен лист со промените. Веднаш по доставувањето на тој анкетен лист, неговиот анкетен имотен лист исчезнува од страната, веб страната на антикорупцијската комисија, на Државната комисија за спречување на корупција. Наводно такви биле правилата, односно таков бил правилникот, такви биле законските обврски и така бил направен софтверот на кој се... Демек не е веќе функционери, нема потреба. Да, не е веќе функционери. Како ќе утврдиме ние што сте... Спасов во конкретниот случај, ако јас не грешам, мислам дека не грешам, дека целата кариера му е во државните институции. Добро, нема прекин. Тоа како функционер? Добро, прво беше во право. Прво беше директор на Агенција за млади и спорт, па после имаше па после стана секретар во Министерство за правда, потоа не знам кај беше, не беше на некои тие функции, тука може би бил, имал некој прекин, меѓутоа, поентата е дека како министер, кога е сменет, кога е разрешен, никој на негово место е назначена Ременски, тој требало да достави анкетен лист дека се заминува од функцијата и после кога е избран нов анкетен лист дека е избран за таа и за таа функција. Ова покажува, можеби покажува дека он не се откажува, например, од министерската позиција. Не знам од кога стојат, бидејќи не стои никаде во... Има ли разлики? Никаде не стои каде е ставено. Значи, можеби не се откажува, ама за да ги задоволи законските нормативи, доставил анкетен лист дека е во меѓувреме избран за дополнителен заменик министр. Можеби таа софтверска... Има ли разлики? Да, од нешто што гледам да има повеќе во депозити. Не, немаше автомобил, не видов автомобил, меѓутоа имаше, мислам дека банкарски депозит двојно зголемен, мислам од 600.000 на 1.200.000 денари, така нешто има нешто на лизинг земено, не пишува конкретно што. И за тие еве баш пред нас имотниот лист, двата имотни листа на Диме Спасов, има точно зголемен двојно и малку повеќе денарски депозит од 600.000 на 1.250.000 денари, но
затоа ги нема трите земјишта кои што ги имало во претходниот. Што ги продал, така? Да, веројатно може. И капитализирал. Можеме да предпоставуваме. Но тие три земјишта вределе, едното 500.000, другото 600.000, третото 900.000 денари. Не, знаеш што е абсурдот тука? Јас не знам како стои во законот, зашто да се бришат старите анкетни листови и така јавноста да нема увид и да спореди колку тежел одреден Тоа е суштината. и колку кога изгледа. И на крајот на краиштата тоа е обврска и за тоа се платени членовите на антикорупцијската комисија и како институција треба тоа да го провери, анализира и ако има случај да одреден политичар се збогатил несразмерно со приходите што ги имал како функционер, тогаш треба тоа да се истражи. Или да преку, јас не знам како се законите, ама преку јавното обвинителство или самата државна комисија за спречување на за корупцијата, или не знам државната комисија за спречување перење пари, управа за јавни приходи. Имаме многу институции кои треба да се занимаваат со тоа. Комисија како денеска што стигна дека политичките влијанија и недоволната структурираност структура на Државната комисија за спречување на корупцијата ја спречуваат во извршувањето на Мене повеќе ми личи како Државна комисија за заштита на овие функционери кои само да кажам во Романија не за спречување, туку за овозбужување. За заштита. За заштита. Во Романија на пример, таму беше не се вика антикорупцијска комисија, се вика комисија за интегритет на функционери. Таму функционерите се должни еднаш година, значи прв пат кога ќе бидат избрани да достават анкетен лист со имотот и секоја година во одреден период, мислам дека е тоа мој, да достават повторно анкетен лист. Кога ќе им заврши и да има софтвер на увид, да имаат веројатно како тоа се движи. Да, после кој сака ќе си може да се направи проверка. И кога ќе заменат од функцијата, мислам дека беше период од 3 години, уште наредните 3 години стои анкетниот лист, односно анкетните листови што тие ги поднесуваат на увид на јавност, стојат на увид во јавност. И тоа не во оваа форма како кај нас што е, бидејќи кај нас е фактички обработена. Имотот е обработен и стои куќа, нели пример сторен убав функционер што и дае, куќа лична сопственост вреди толку и толку, пример во Скопје и како е стекнат и која година е стекнат. Значи таму стои како што они го пополнуваат, тоа се прави скен, се скенира и тоа се става на интернет, мислам на веб страната. И фактички секој може да провери и каде се наоѓа таа нели куќа, објект, недвижност или било што. Бидејќи можеме да кажеме ние стан во Скопје, да се видат, може да се споредат колку некои на пример ставаат вредност стан во Скопје, да кажеме 80 квадрати, става вредност 40.000 евра или 50.000 евра. Од друга страна некој па исто стан од 80 квадрати во Скопје става 120 самите тие што го пополнуваат анкетниот вака друга работа. Сега кај нив имало проблеми бидејќи нели некој вајде ги получил пратениците, функционерите дека имаат право на заштита на лични податоци, па во меѓувреме побарано и сменето да не стојат адресите. Значи таму стои пример столен убав, куќа таму и таму на таа и таа адреса. Тоа е, значи да одреден дел кој што се смета за лични податоци да се исфрли, односно да се избрише, да не стои за да не се доколку е екстремно богат да не му се случи. Значи специјалност на сите кои што ги пополнуваат, ги подучил некој или на грото е пишувањето дека давале заеми. А никој не прашува од кај се тие пари, како ги спечалиле, што ги дале како заем. Кај многу функционери съм проверував или давале заем или должат. И уметнички стики, кај нив вредноста тешко се, осено ние што се најизвиканите. Благородни метали, имаш еден пратеник, он е пратеник еден функционер, тоа најдов библиотека која е проценета на $1,000,000 денари. Маџо такви работи. А малку за опозицијата да чепнеш, да не речат Оливер Спасовски, рекламите. Оливер Спасовски е задача на Петрит после да каже што има, што нема. Ама знаеш како
Да, сакав да кажам, знаете ли кој вози најскапо ауто, не од политичариве, бидејќи не знам точно, ама направив еден избор на... Знаеме за едно од 600.000 евра сега, ама тоа е државно. Не. За приватно збориш? Слушај ме вака се. Ако си директор, например, не е важно, може би те вози возач или нешто друго. Ако си, например, прва фаца во Алкалоид, ќе се возиш во Мерцедес S500, вреден над 300.000. Златко Леов, од Леов компани има Ферари F590, над 300.000. Ама не е политичар, кутри. Чедок, овој како беше Газдавили, тој веќе нема, нели? Веќе нема. Исто нема ни Диме Спасов, нема ауто. А Диме Спасов нема ауто. Нема ауто. Много например, вози Мерцедес. Не му дава. Го возат со Мерцедес од 300.000 евра или тука некаде S500. А Сефер Цановскиот фон се вози со Бентли Континентал, околу 250.000. Лата си исто има джип еден Мерцедес, скоро го видов пазареше, товареше во него, веројатно сам се вози, околу 80 тука недека. И имаме уште едно Порше Кариера, овој пат тоа е или собственост или не го вози, виден во него Борис Стојменов. Ако политичарите имаат пари колку секој втор бизнисмен, дали бизнисмените тежат колку секој втор политичар во Македонија? Драган Малиновски, адвокат и поранешен председател на антикорупцијска комисија, во Нокен Експрес вели дека на Запад никој не би се осудил да стави равенство меѓу политичарите и бизнисмените. Ревизорот на Скопје 2014 открива дека во само еден тендер за спомениците од 14 милиони евра 8 биле украдени. Да го слушнеме. Радиовизија ви го представува Нокен Експрес на канал 77. Има разни ситуации. Значи имате луѓе кои имотни влегуваат во политиката и кога велам во политиката мислам пред се на функции кои доаѓаат да извршуваат јавни функции, кои доаѓаат со одреден имот и тоа се евидентира, затоа го почнавме еден процес на евидентирање на имотот со анкетни листови и така натака. И се слагам дека дилемата не само кај нас, него глобално во пошироката заедница е да се следи она што значи злоупотребувањето на власта, што се рефлектира со зголемување на имотот на носителите на јавни функции. И токму затоа се воспоставени тие механизми на декларирање на имот, следење на имот, кој треба да биде, нели, да се направи споредба со кој имот се влегло и со кој имот се излегува од функцијата. Повторно не можеме да генерализираме за некои трендови, меѓутоа факт е дека има зголемување на имотот на носителите на функциите, меѓутоа исто така сведоци сме дека тој имот често се држи во сенка, не се декларира како свој или на своји блиски, да кажеме деца кои мора да бидат опфатени во анкетниот лист, туку се распределува кон лица кои се блиски, но не и да влезат како опис во анкетниот лист. Значи, таа ситуација е присутна и кај нас и токму затоа и овие тела кои се задолжени за следење на ова пред антикорупцијската комисија треба да изнајдуваат механизми, модели како да дојдат вистински да ги следат приходите или зголемување на имотот на носителите на функциите. Имате медиуми, имате граѓански сектор, имате истражувачки медиуми кои стравично, ефективно продираат во документацијата, во изворите на финансирање, во имотите, во односењето одлуки и така натака, така да тие на некој начин се еден ефикасен контролен механизам во оваа смисла за која говориме, дали има некои имоти и така натака. За жал, кај нас институциите се поприлично затворени, оние што се задолжени со закон, воспоставени да го следат, се тотално анемични во овој дел и незаинтересирани, така да тоа е наш голем хендикеп кога споредуваме со Западот. Ја би се вратил чекор порано. Значи, во делот на стекнувањето, да дојдете во позиција да ја злоупотребите власта. Значи, тука имаме проблем ние кај нас во следењето. Што сакам да кажам? Ако вие
како доаѓа до стекнување на незаконски имот? Со злоупотребата на функцијата. А злоупотребата на функцијата доаѓа во постапки кои се нетранспарентни, носење нетранспарентни одлуки, јавни набавки недоволно транспарентни, конкурентни, недавање отчетност и така натак. Значи, вие кога отворите тој процес на носење на одлуки, рачунете дека ќе имате се помалку можност за доаѓање до незаконски имот, а со тоа и нели после потреба да го барате вие каде тој отишол и така натак. Значи, наш главен проблем и генератор за корупција и за богатење, ако збориме на таа тема незаконско, е нетранспарентноста во носењето на одлуките. Ако имате вие сомневање дека имотот има злоупотреби некој или имотот несразмерно се зголемил на некое лице, Управата за јавни приходи си има точно дефинирана постапка како да дојде до отчетност тука и да го види балансот или билансот на нештата. Од една страна ги утврдува приходите кои се легални и во одреден период реализирани, тоа е период од 5 години, и во истиот тој период со што се стекнало и како се стекнало. Значи тука мора да имате еквивалент. Ако немате еквивалент, она што ви е надвор од можноста да докажете на кој начин сте го стекнали, ви се оданочува со 70%, меѓутоа не значи тоа дека оние 30% ви се легализираат и вие среќно ќе ги користите. Ако има индиции дека е тоа на криминален начин, има кривично дело токму за ова и треба да биде отпочната кривична постапка. За жал, не се сеќавам некој ефикасен или барем некој сериозен случај да бил соочен со ова. Знаете, да се стави равенство помеѓу успешен бизнисмен и успешен политичар, а тоа да се прави равенство преку материјалната благосостојба, мислам дека е крајно некоректно, бидејќи бизнисменот треба да го движи желбата или потрагата по капиталот и оплодување на капиталот, материјалните добра, а овој успешен политичар треба да биде јавниот интерес и благосостојбата на сите граѓани. И затоа мислам дека не е во ред или би било погубно за политичарите да се изедначуваат со бизнисмените по материјална основа. Тоа е апсолутно непример. Тој би се самоубиство е тоа политичко, ако е на запад, каже. Ако вие имате за една јавна набавка, да кажеме, понуда од, 2 милиона евра од странците и за истата таа набавка имате понуда од, 300.000 евра, до каков заклучок ќе дојдете? Овој 300.000 евра го елиминирате поради проблематични причини и ја прифаќате оваа што е ненормално. Значи, ние имаме такви ситуации, значи на екзактен начин сме дошли до тој податок. Па еве, говорам сега, наш предмет интерес беа спомениците и така, само во лијењето на спомениците имаме сериозни сомневања за злоупотребени 8 милиони евра. Само во лијењето, од настрана уметниците... Да, не збориме ние за уметничка категорија која е многу растеглива или тешко да се не вреднува, туку збориме она што е занатска работа, што се мери по килограм, по бронза или не знам како, барем потрошен материјал. Значи, за тоа говорим. Знаете, ако кажете зголемување на платите на функционерите, еве, вие под функционер кога подразбира министерот, не е доволно. Пониско, а што правиме со тие пониските, кои исто така треба, ќе се повикаат. Што правиме на оние инспекцијски служби, едно, друго, значи, таквиот приот, ако ние речеме ќе ги зголемиме платите, не можеме да го издржиме ние. Тој модел. Ако се зголема платите, ќе се качи и цената на корупцијата. Ако плаќале по 50 евра, 300. Не знам, меѓутоа не е тоа главното решение. Ние тоа по тој модел рековме во судството. Имаше потреба, навистина беа платите на судиите многу ниски и се имаше потреба да се зголеми. Тие се зголемија на некое попристојно ниво и така. Меѓутоа судството пак не е сериозен проблем. Значи, платата или овозможувањето на нормално живење на функционерот е нешто што се подразбира и навистина треба да биде така.
Меѓутоа не е главната брана или не е главниот мотив на корупцијата. Значи многу покомплексни се и треба многу да се креираат многу покомплексни политики во антикорупцијската битка. Ноќен експрес 77. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Радиовизија ви представува Ноќен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Ноќен експрес. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Удри го богаташот со веру му ги правите. текстови ние се пак Да, ова беше на време од тие кога почнувавме. Ова песна е да се обработка на самостојуваме, идоли, имаше некој удри богаташи, узима се пари од џапа, како се викаше Така пејачот. Имаме интересни работи, например, некој нема пријавено дека имаат автомобили, меѓу нив и бившиот премиер, председателот Иванов, и нема потреба што ќе им се автомобили. Филип Петровски има пријавено сега е во архивот, библиотека. Нив ги возат се нешто кажеш. А има Љупчо, како се викаше, беше директор на биро за јавна безбедност, Растник Грла Коњи беше пријавил. На Врховниот суд Неделкова, тоа вистина ли е, Миомир? Пријавила дека има само автомобил. Да, не, има и нешто друго. Други приходи, имот на деца, право на надомест од денационализација се чекаат скоро 50.000 евра. Да, како За Неделкова ли Да. како движен има. Ај малку да мешаме, шареме. А само Оливер сега да Стасовски видиме. што има. Не, ова е интересно. Еве, дополнителниот заменик министер во Министерството за администрација и информатичко општество, Кирацовски, прилично добро ситуиран, стамбено деловен објект во Битола 375 метри квадратни, стан на име на родители и овие два имота од 75 метри квадратни, возило Шкода Октавија, на родители Рено Клио, сам скутер, многу долгови и кредит и лизинг на име на брачен другар и на лично име. Интересно е тоа што двата анкетни листа поднесени од Кирацовски, долгот, значи и кредитот и лизингот упишани се или впишани се истите суми. Стагнира, тако помира. Белким вратил некоја врата. Може не платил извршител. Не платил рата, тешко тоа кај банките да не платиш рата. Извршител ти му прата да не го издаде. Не, колку прашањето ми се гледа дека веројатно тука е некој пропуст до прашање, колку формално ги прават. Тоа што зборевме дека државната комисија за спречување на корупцијата не ја врши
работата согласно законот и согласно за тоа зашто е платена. Ние се обидуваме, ние новинарите нешто да најдеме или принт скрин да направиме пред да бидат сменети министрите, да ги чуваме или некој од колегите ги има чувано, знаеш, ги менуваме, за да споредиме после одреден период како се сменило собствеништвото на одреден функционер. Ние имаме сторија од 2015 лани имаме објавено, направено, каде што пресметавме дека ако за 10 години, да речеме, премиерот Груевски од платата што ја зима како премиер, мислам околу 90.000 денари, ако ништо не потроши и сите ги стави на страна, ги штеди, за 10 години тој ќе има спечалено околу 150.000 евра. Колку што е премиер. Ама ако под услов ништо да не потроши од тоа. Тоа значи дека сите што се министри, пратеници, она би требало за 10 години тука некаде да спечалат тие 130.000 евра според нивната плата. Значи ние добивме и официјално колку изнесува нивната плата. Значи пратениците 130.000 евра. Ако ништо не потрошат, буквално ништо. И сега 2007 година Груевски имал пријавил целиот имот му бил 40.000 евра. Значи од 2007 40.000 евра, сега изнесува 200.000 евра пријавениот имот. Значи за 10 години околу 6 пати. Не знам да ти кажам сега права, може да провериме таму во меѓувреме. Депозити, книжки. За 6 пати. Не е само Груевски, значи има и други политичари од различни, од скоро сите партии, кои ние се трудиме да им бидеме на трага како се менува. Вие правите истражување, правите документарец, нешто правите. Многу пати сте ја допирале, сте ја чепкале таа. Ние сме правиле неколку стори за тоа како се движи богатството на функционерите. Не дека сме имале некој сојузник во Државната комисија за спречување на корупцијата, туку напротив. Значи неголемите пречки ние ги имаме кај ова институција. Добиваме информации по слободен пристап до информација од јавен карактер по законот, од скоро сите институции. Собранието, владата одговараат, не дека не одговараат, а најзатворена институција во моментот според нас, нашето искуство е токму Државната комисија. И тоа е апсурдот. Кои се други институции кај што може да се провериме, тоа е веќе друга шема, УЈП. УЈП се знае. УЈП. Но сепак првиот чекор може да се очекува токму од това, зашто УЈП, ајде да речеме, има работа и со, не знам, Централен регистар исто како институција може со фирми, да се провери дали некој има фирми. Ова е баш за следење на работата на политичарите и институциите. ТУ тарифи, да ја кажеме, да меше малку и етнички, градоначалнички на тето, 4 стана. Од кои 3 со големина сумите во денари, во евра, во долари. Од кои 3 со големина од 90 квадратни метри, 2 се во Скопје, едниот во Тетово. Таа има уште еден стан од 60 квадрати во главниот град, додека нејзиниот сопруг, врховниот судија Шпендеваја, има собствен стан од 40 метри квадрат. Тука може да се направи споредба измеѓу нив двајца. Да, заедно. Споредба дали пријавиле исто. 750.000 евра. Сопругата има со потесното семејство, така? Не се смета целото богатство на семејството. Не компаниите кои што се семејни, околу 7 особи. Тој, значи, неговото име не се појавува во собственичката структура на ниту една фирма или невладина организација во центарот. Како семејен бизнес, мислам дека каже еднаш со милиони евра. Според агенцијата за катастар, Заев не поседува никаков имот. Интересен е имотниот лист на Али Ахмети, каде што, нели, има 4 работи евра и сумите се израсени во долари, австралиски куќата вреди 100.000 долари, земјиштето земјоделско 30.000 долари, а доларот варира. На брачниот другар 7.000 евра, а банкарските депозити се во денари. Тоа ти се вика
За верни на разлика американците. да. Добро. Ама не добро, тука е малку прагматично. Може да погреши во Франција. Чекај, кога сме до смрт да го провериме. Може во Франција, во Швајцарија. Уште еден имотен лист да провериме. Еве, за разлика од 2013 година, Ахмети е пократок за над 300.000 евра. Нема куќата во Скопје. 2013 имаше пријавено дека има куќа во Скопје. 800 метри квадратни. Седиштето на Дуида не е воочна или не е познато? Ја нема куќата. Ја нема таа куќа. Вредноста била 150.000 евра, според катастарот, не знам како тоа се проценува. И Ајто биде земјоделско земјиште кое било вреднувано 153.000 евра. Ама куќата ја нема. Ако ја нема да не искускал некој на... Па може ја За разлика од дали Ахмети Мендук Тачи испаѓа многу побогат, да ти кажам право. Значи Ахмети е... на име на Ахмети, како кога сме кај Ахмети уште ова, според Државниот завод за ревизија, од 2006 година, братот на Ахмети склучил договор со ЈП Пасишта, јавно предпријатие Пасишта, во износ од 120.000 евра за изградба на 4 бачила. А тие сега не знам дали се бачила, јас не... Имаме реклами, но веднаш да кажам дека после рекламите ќе слушнеме анкета на тема кој е најбогат политичар во Македонија. И Тачи останавме, може Тачи по тоа може реклами? Тачи после рекламите, ајде да го кажем. Тачи поседува имот 613.000 евра, 2 куќи на негово лично име, едната е голема, има повеќе од 1000 квадратни метри. Едната ја наследил, другата ја купил. Што друго има? Албанците по куќи не видиме, вие се по картички. Испаѓа. BMW 50.000 евра. Куќи се броиме. Банка има 197.000 евра. Долари. Повеќе подосна телефонска анкета на тема кој е најбогат политичар во Македонија, дали политичарите се богати колку секој втор бизнисмен, дали бизнисмените се богати колку секој втор политичар во Македонија. На оваа тема зборуваат Иван Величковски, Либерална партија, Јове Кекеновски, Фродем и Еско Рахич, поранешен пратеник, сега политички аналитичар. Прво реклами, па после анкетата да ја слушнем. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уникат. Дами и господа, LED Light ви го представува Витек. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија која малку троши. Витек свети како сонце, а троши како свеќа. ledlight.mk. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и 2 луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечиности. hotelemi.com за нови спомени. Радиовизија. Реклами. Ноќен експрес. Според Иван Величковски, кој е најбогат политичар во Македонија? Голема е листата, не може човек да се определи така лесно. Али сигурно има едно 4-5 души кои се борат за прво место. По имиња? Многу е тешко да се каже, но треба да ги барате во така наречените големи партии. Дали лично вие сте богат колку и секој втор бизнисмен? Сум дека секој втор бизнисмен во Македонија не е толку богат колку што би сакал да биде, а ако зборуваме во однос на обичниот македонски граѓанин, тука сме некаде, значи нема ништо повеќе и ништо помалку од тоа што имаат другите. Тоа што сум можел да го заработам во 10 години работење, тоа и се ми е јавно видливо и пријавено. Дали сметате дека политичарите се доволно транспарентни кога станува збор за нивниот имот? Не, напротив, мислам дека сите се обидуваат да ги сокријат трагите на парите, бидејќи најверојатно не им се чисто заработени.
законодавецот оставил повеќе простор да дојде до израз совеста и моралот на кандидатот за функционер било кој. Голем број на политичари, односно функционери, за време на својот мандат тие се стекнуваат со огромно богатство и сето тоа се обидуваат да го сокријат од јавноста од една страна, од друга страна прават разни шеми со своји пријатели, со своји блиски, каде што ги ставаат на туѓо име. Значи, не можете вие да немате ништо и за време на еден мандат потоа да глумите дека сте голем или среден бизнисмен и при тоа да градите, да отварате маркети. Кој е најбогат политичар или функционер во земјава? Сигурно дека оние кои што биле премиери и министри на поважните министерства сигурно котираат во врвот на најбогатите луѓе во Република Македонија. Доколку станете функционер, ќе си пријавите себе си како богат или како што велеше еден политичар, богат колку и секој втор бизнисмен? Тоа што има да го пријави, ако може да се рече богатство. Кој е најбогат политичар во Македонија? Голема конкуренција. Мислам дека тука влива Лјупчо Георгиевски, Никола Груевски, не знам дали е Сашо Мјаков политичар или е професионалец. Минчо Арданов беше политичар, беше подпредседател на влада. Орце Камче беше политичар, беше председател на подмлук на СДСМ. Човек кој што само од политика е направил кеш, човекот сам се пријави. Лјупчо Георгиевски. Дека е богат колку секој втор бизнисмен во Македонија? Мислам дека не беше искрено тука. Затоа што среден бизнисмен во Македонија е тежок пар милиона евра. А бога ми онуше тогаш се зборува за некои цифри кои што се со неколку нули во милиони. Дали бизнисмените се богати колку пак секој втор политичар во Македонија? Има политичари кои што се на ниво на просечен, да речеме, вработен во нека подобра фирма. Меѓутоа, погледнете го имате од лист на Антонио Милошевски, на Гордана Јанкуловска или на Владко Ѓорчев. Значи, сепак, заклучокот на Исад Рахич е дека политичарите воопшто не се искрени. Не сите политичари. Не може да стане знак на равенство помеѓу покојни Лјупчо Ордановски, кој што влезе во политиката и заменува во политиката, од политиката се пада. Вие имате еден собираш на сликички кој што се пријавил дека има наследство од жена му и живее од кај татко му кај сега има кука 300-400 евра во бардот. Екстремите се гледаат. И во општините, например, од обичен службеник, кој дојде политичка гарнитура, становите началник на урбанизам. Па тој началник на урбанизам кој ќе потпише негде некој решение со кој што ќе се дигнат два страта во една зграда, преку ноќ станува наследник. Донесете за законов кој што и на тетките, и на стрините, на чичковците ќе им се испита пореклото на имотот и видите колку ќе искочат дел од тие политичари богати. Се додека не биде затворен, дали е Исад Рахич, Петко Петковски, Владо Бучковски или некој трет не е битно, Никола Груевски, држината и било кој, Лјупчо Георгиевски, да одговара за криминалот, се до тогаш луѓето ќе гледаат политиката како вносен бизнис, не е политиката како класичен рекетарски бизнис. SMS контакт 142 177. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Ноќен експрес, офицерчини Зоран Геговски, маđовски гег. Како сакаш, се исто ме мене. И кој ќе ме свртиш од позади, Миомир како Серафимовиќ и Джеја Незири се наши гости. Миомир беше во Романија со една група. Се видовте. Како над месечината да сум бил. Па, Романија. Која е Романија? Бога ми со тоа што го прави за борба против на полето на борбата против корупцијата, пријава против актуелниот премиер, конфискација на имот, бога ми не месечината, туку сонце се за нас. Кои следби ги имаше, кои се искуствата, кои се интересни моменти што може да се искористат во Македонија? Или наместо новинари подобро да носат суди, антикорупционери, па мислам дека има обвинители и такви тури, да кажеме. Поентата на целата таа, да кажеме, студиска посета беше запознање со концептот на антикорупцијската борба во Романија. Сега интересно е што, например, кај нив таму до 2006-2007 година концептот на корупција меѓу граѓаните не бил познат, односно не перципирале корупцијата, не ја сваќале корупцијата како некое лошо дело, злодел. Нели,
Како кај нас. Не како кај нас, него меѓутоа воопшто него претпоставките на невладините организации лошо кои да не се корумпира. Со кои зборувавме беше дека најверојатно луѓето тој режим на Чаушеску до 90-та, до 89-та година сметале дека тоа е една од придобивките на функционерите. Значи не се сваќало како нешто лошо, туку како нешто од привилегија на номенклатурата. Привилегија на назначените функционери. И со плурализмот се отвараат сите тие можности на екс-разузнавачи, бивши директори, за да можат да дојдат до богатствата кои ги создавала романската држава и кои биле во општествена собственост, значи и сечи и ничи, и доаѓа периодот кога тие треба да влезат во Европска унија, значи за 2007 година. А сите тие институции, како што е тоа ДНА, специјалното јавно обвинителство, односно Национален директорат за борба со корупцијата, кој е предводен од обвинителката Лаура Ковеши, антикорупцијската комисија нивна, односно комисија за интегритет на функционерите, агенција за конфискација на имоти, ред други се формираат тогаш по Европската унија. Да, ќе ве приме во Европската унија, ќе бидете примени во Европската унија, меѓутоа тоа мора да профункционира, да биде донесено како легислатива пред и да почне да функционира веднаш. И што се случува? Пратениците изгласуваат, влегуваат на 1 јануари, мислам дека 2007 година беше, во Европската унија. Првите постапки се жалби, представки до Уставниот суд дека сите тие институции антикорупцијски се противуставни. И личи нешто многу на македонските прилики. Секоја сличност која произлегува од реалноста е случајна, не? Случајна или намерна. Антикорупцијската комисија нивна дури е укината. Уставниот суд ја укинал бидејќи сметале дека таа е влеговме во Европа, сега никој ништо не ни може. Противуставно, да. Меѓутоа кога ќе стигне од таму како договорено е. И како ќе се бори против корупцијата? Како ги принудиле да за ова специјалното јавно обвинителство, бидејќи и тоа висело во системот, се бунеле обвинители таму, уставни бранители на уставот и сите тие работи се бунеле зошто виси тоа ДНА тоа специјален директорат за борба против антикорупција, иако се уште тогаш не било водено од Ковеши, туку од други обвинители, почнала таа постапка за укинување или заменување, меѓутоа што се случува пак под притисок од Брисел, исто така под притисок на невладините организации кои се бореле против корупцијата, Тој притисок е закана. Нема да ви дадеме тоа. Имаат кај нив, за разлика од тоа, имаат и невладините организации, за разлика од кај нас имаат и големо влијание, бидејќи станува за земја членка на Европска унија, има големо влијание зборот и на невладиниот сектор. Значи кажува дека треба да има и наместо да го укинат, што се случува? Пратениците носат нов закон во кој фактички го влепат тоа специјално јавно обвинителство на системот на јавното обвинителство. На ниво на државен јавен обвинител. Значи, пресликано кај нас, тоа е фактички залепено како специјалното јавно обвинителство е на исто ниво како државното јавно обвинителство. Односно, изедначени би биле Зорлевски и Катица Јаневец. И со една разлика, што начинот на избор на обвинители е внатрешна работа на тоа специјално јавно обвинителство. Си има тони начин како ги бират, кои се пријавуваат, значи комисии, за да дојдат луѓе кои имат интегритет и желба да барат корупција меѓу функционерите. Нивната единствена цел, единствена намена е борба против корупцијата. Има успехаме и многу ова е што е интересно, да, ова што е интересно. Значи не се на тоа ниво. Државниот јавен обвинител има право да одредува од технички финансиски детали околу работењето на тоа ниво специјално јавно обвинителство, односно ДНА. Други работи нема право да се меша. Значи нема право да се меша ниту во кадровскиот персоналниот состав, ниту пак да бара и да добива информации за тековни истраги против кого се водат, како се водат. А имат навистина широк диапазон, широка лепеза на случаеви, кои, например, од една страна личат и како
да не се поврзани со корупцијата. Конкретен пример, баш кога бевме, имаше случај, истражува случај на смрт на полицаец на работно место. И кој би кажал дека тоа е поврзано со корупцијата. Меѓутоа, што се случува? Бив поранешен министер за внатрешни работи, на пријател, бизнисмен, богат бизнисмен, му дозволува, односно наредува на полицајци, нели преку тие структури, да го обезбедуваат за да стигне од едно до друго место побрзо, бидејќи имал одредени состаноци после состанот на него, со него. Значи, во тоа се користат полицајци на моторцикл, моторкейт, што ги викат, нели, во Америка. Млад полицаец, 25-6 години, гине налетувајќи на дупка на патот, и полицаецот фактички загинува за време на извршување на својата должност, која всушност не му била должност и не би бил на тоа место доколку полицаецот, доколку министерот не му кажал. И тие го истражуваат тој случај. Бидејќи таму сите поранешни министри имаат имунитет. Сенатот, односно нивниот парламент, треба да одлучи дали ќе го одземе имунитетот на поранешниот министер, за да оди на суд. Не да го испрашуваат, они го испрашуваат, ги викат. И баш тој ден одлучија дека нема да му одземат имунитетот, бидејќи сметаат дека он не сторил тоа дело тргување со влијание, злоупотреба на влијание. Значи има и такво дело. Го употребуваат своето влијание како функционери за да дојдат до некоја цел. Значи имаше многу такви случаи кои на прв поглед не личат дека се корупција. Гилбер, ќе продолжиме уште малку време. Имаме уште една анкета. Во оваа анкета да слушаме некои градоначалници. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Градоначалникот на Крива Паланка беше представен како најбогатиот градоначалник во Македонија. Тоа дали е така или не знам. Јас тебе ќе кажам, значи, кога станав градоначалник, ја поднесов извештај за мојата имотна состојба. Во извештајот влезе и имотот кој го повративме со денационализација, се работи за 330.000 квадратни метри. Моја слободна проценка стави дека се по 10 евра и тоа е 3.300.000 евра. Ако се смета дека и тоа е така. Второ, јас имам мои фирми уште пред да бидам градоначалник и тие фирми имаат своја вредност, но ја ставив и вредноста на фирмите, така да се пресмета на некој начин дека е толку. Колку сте вие лично богат? Дали колку секој втор бизнисмен? Како цените? Па не би го коментирал тоа колку сум богат, јас си знам за себе. Не знам, имам доволно за себе. И нормално е дека секој ќе го пријави и треба да го пријави. Јас не кријам, граѓаните увиделе дека сум успешен како градоначалник и мојата имотна состојба, моите фирми продолжуваат да работат со луѓе кои јас сум ги назначил како управители и тие успешно ги водат моите фирми, така да јас не сум како некој градоначалник, например, кој дојдат невработени на градоначалник. Јас сум бил бизнисмен, сум имал своја работа. Кого сметате вие за најбогат политичар во Македонија? Тоа мислам дека да се занимавам со кој е најбогат, тоа е не е во ред, тоа се приватни работи. Кој е најбогат политичар во Македонија? Никола Груевски, кој е? Дали вие лично се сметате за богат колку и секој втор бизнисмен? Ја не сум бил никогаш сиромав, а посебно богат и тоа не сум. Се сметам за средња класа, како што сака заедно да оствари во Македонија да имаме средња класа. Дали бизнисмените се богати пак колку секој втор политичар во Македонија? Во Македонија има само 6 фамилии богати бизнисмени, останатите работат само за тие 6 фамилии. Дали политичарите се доволно транспарентни кога станува збор за нивниот имот? Овие законите кои се за пријава на имот и антикорупцијската комисија, мислам дека не е можно многу да се отстапува од пријавување, а нивната мимикрија, скривањето секогаш има последици. Кого вие сметате дека е најбогат политичар во Македонија? Не може да ви одговорам. Дали сметате дека политичарите се доволно транспарентни со својот имот за да го прикажуваат? Да. Има пријавување од Државна комисија за спречување на корупција. Колку вие, како градоначалник на Кочани, сте богат? Како ќе го оцените вашето богатство? Волно да живеам, што друго да ви кажам. Не сметам нити богат, нити сиромах. Не работам за да бидам богат, не работам за да бидам да можам да живеам. Знаете дека имаме ние контрола, управа за приходи, секоја година даваме завршни сметки, така да потранспарентно тоа прави. Кога се представуваме на функција, исто така да се живе на целиот имот. Кога заминуваме, исто така да се на целиот имот. Така да не знам што вие нешто друго што сакате да кажете. Ноќен експрес на канал 77. Мето Андонов нешто за гостите из работи. Сакам тоа да го прокоментирате на брзина, бидејќи сме при крај. Турите?
Еве. Ајде ги замолиме Солеми. нашите пријатели, во Ќошун, например. Джекна још ни е умрла каче на нас имаше. Некако за челаве, на? Ти ми личиш на Бровица Брадичката тука, Стефановска. ама... Плавиот е Миомир, црниот си ти. Ама... Да, ама не е баш... Не, си личи таман, си Кога Мате Парлов боксирал со некој нигериец. Не, само Само Миомир малку побитла се направи, така. Се гледаш Миомир? А има нешто замотано околу вратот. Микрофонот. Кабелот од микрофонот. Ова, она господине канал Секој чест на 5 авторот. беше. Ова за колку да го процениме сега? Ако Ова? ставам им Колку анкета. сакаш. Ова уметнички. Можеш и на заем да го дадеш. Господа, мислам дека е време да завршуваме. Знаеш, утре брзо меѓу нас љубовта се роди. Девојка потеркна добар глас, баш инстинкт те води. Нема чекање, мој драг пријателе, грабаш прва шанса. Акција и многу сакање, нема бевни фарса. Но време помина, покажа две лица, не ја препознава, все се промени, ладно ме остави, веќе не се врати. Сега сосем сам, таука во ноќта, во другија барам, но знам, сам сум во љубовта, од неја нема фидбек. Сам
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, Киран Донов, аудиомиксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо on air, off air и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маџовски и Вања Мицеска, продукција Радио Канал 77 Радиовизија, ноември 2016.